Срамам се без струја дома да ги доведа. И не знам и ние што да правиме дома. Ако земеме пердето и извадиме за да има светло дома. Ако ги запалиме свеките, за вечер свеки ќе нема. Наведната глава и очи полни солзи се секојдневие на 14-годишната Станка Карчова и незината 2 години помала сестра. Радоста и насмевката од лицето на нив им ја избришал животот, чија лоша страна ја искусиле многу мали. Заедно со мајка им живеат во бедни услови, трпат и залепи за вода, а единствената храна која ја имале се расипала откако Евана им ја исклучила струјата. И тоа што го бееме за студире во фриџидерот, и тоа е расипано. За секе нешто така, ако сам ми ставила нешто киселко на децата, да имат. Инаку немаше ни тоа да го имам. Храна има малку и за еднаш во денот, а дури и таа мора да се дели на 3. Ако ме видат дека јас не јадам, и они не ќе да јадат. Посебно некои случаи. Делиме си по една паштетка, викам, апнете си по една паштетка, викам, после викам, ќе направиме нешто. И видеаме дека јас не ја изек паштетката и они не си ги изедеа. Отидеа намерно гладни. Единствената светлина во домот на Карчови доаѓа од само еден прозорец, а внатре е темно дури и во ден. Неколку прачки во дворот се единствените дрва на кои ова семејство треба да се грее, па пред нив е уште една студена зима, иста како и она Алани. Горе со сестра ми, миризливите сачки крешеме и со мама за топло дома да е. И регало испокрших само деца да се на топло. Беше здрав, што се вика се, и виде дека немам да живеат децата, и мора и регало да го испосеча. Даниела, Тијана и Станка сами не можат да излезат од мракот, затоа им е потребна помош од сите. И јас ги замолувам сите луѓе што може да помогнат, нека ни помогнат за струјата, да ни се оклучат и за дрва да имам и за храна. Очите за помош на Станка се свртени кон сите. Со своите 14 години сама за себе не може да стори ништо, дури ни да има нормално и мирно детство.